Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желания. Црква има, село нема. Бараме село, никаде го нема. Има ли село овде? Има село. Потаму е Вовода. Каде е? Вовода е. Вовода. Кој е ова село? Свиништа. Свиништа. И гробишта беа Вовода, 20-30 гробишта. Затоа дојдовме ние да видиме сега што се случи со ова село, бидејќи само од селото, само црквата ја има. Ете, значи, ова е Свиниште, останата е само црквата. Од кога се исели селото? Од 27 јануар 81 година. Значи скоро сега 25 години. 25 години уште мал се прави, тоа е месец. И од селото единствено останата само црквата? Од црквата и Свети Ѓорѓија. Спасителот наш, тој остана тука.
Тоа го чува споменот Го и чува споменот. луѓето каде што се иселени. Да, тоа е. Ајде да ни се представите сега малку. Јас сум Веле Танчевски, син на Спиро Танчевски. Така. Роден 34-та година, сега 73-та година ми е тоа. Овде сум роден, живеев тука до 24 години, после од 59-та сум во Битола. Така. А родителите беа тука и остана уште јас, имам други браќа во Австралија, ама сите замина. И ние останавме наследници, како и јас и колегата Крсте, брачени сме со него. По некој така останаме. Значи да кажеме со изградбата на системот за изградбата на наводнување и системот. изградбата на езерото Стрежево, свињиште се потопи во езерото. Бев учесник во тоа и покојниот Цветкоски што рече, завршија инвестициите, рече од Пелагонија, ми остана 1.400.000 да направиме проекти за Стрежево, рече да имаме работа и за нашите деца да останат. Вака се, значи останата е од селото само црквата. Само така? црквата останата. Црквата од кога е градена? Кога Вака си се. постоеше? За неа нешто да ни кажете. Старото село е горе. Така? 1760 година го запалиле турците, бидејќи овде имало едно мало црквиче, некоја жена го направила, му се кажала Свети Јорги да ми направиш покров. Го направила таа жената со питање по куќите, по селата, одела направила. И некои качаци се скриле тука. Едниот бил болен и още двајца да бараат помош да го земат од тука. Меѓу време кога се вратиле тие, не го нашли човекот тука. И вршиле притисак овие, кај човекот, вие го тепавте, не, вие го тепавте, не, го запалиле селото. И Метимер исто е запалено, Свети Никола старото село горе, и тоа црквите остана тука. Гробиштата се таму уште. Колку жители имаше тога селото? Е, Според кажувањата, колку жители имало тогаш? Тога имал 46 куќи. Така. Во тоа село, Шарипатија се вика сега, тоа се вика Пандеец, старото Добро, село. во која близина е тоа? Овде Малку да близко ни е тоа, ќе опишете. ви покажам подме, ќе ви покажам подме кој се качиме горе. Близина до кој село? Близко е, нема тука е близко, на 500 метра сме. А до него кој село е близко? Гопеши горе. Гопеши. Добро, до Гопеши колку имаше од тоа село? Па имат едно 40 минути пешки 30 минути пешки. Добро, ајде И после продолжете. ви кажам овде. Оваа црква е друшена 27 година. Така. Од 27 до 36 е праена, 40 година е тингилисана. Јас сум крстен во Гопеши со попот Добре. Така. Кој се пресели селото овде, колку жители имаше? Како се населени? Како се Останати се населува? само една куќа е останата, сите се избегани луѓе, само куќата Чолевци. И Во старото село? од старото село само Чолевци ошле во Свињишта, Добро. ова било Чивлици селото Свињишта. Така. И тие избегале од таму од Чивлиците, чувале свињи. Од тука и да не потекнува името. Од тука потеку, за да ви кажам за тоа. Од и Турчин во Скочина не влегват. Така. Тие биле скриени в Кочина, Аха. кај свињите. И од тоа името го носи Свињишта. Свињиште. Добро. А староселеци се само Чолевци. Добро. Другите Кога започна да се гради езерото, да речем и системот Стрежево, колку жители имаше тогаш? имаше тука и 140 жители. Така? 41 куќа беа, а иселени се во Австралија имат машки по самоштосет, 46 во Австралија што се дадени. Ако беме тука, ќе немаше место пипер каде да посадиме. Тоа А дури беа жителите овде, дури бевте, со што се занимавате? е. Земјоделие, сточарство и со дрва. Шумите ги зедо државата, козите ги сотра државата. Нивието имаше 50% беа влашки од Гопеши кои купале од турците кои бега. И за другата рамна е бубна општината, не направи блок таму и не избрка од тука да не можеме туту кај да посадиме и немаше екзистенција. И благодарение што фати се културиме да не плаќаме порез и да идеме да кршиме коли овде. Добро, значи сега скоро 25 години, селото го нема, Нема. црквата стои тука. Колку од време на време така, на колку време доаѓате? Па идеме почесто идеме за Ѓурједен обавезно, но како што ни беше адетот, колиме јагне и си ручаме тука. Кој може да дојде, нека повели, нека дојде. Ај малку сега, вие како се викате? Крсте Петровски. Така роднина сте, значи, Роднина, ајде да ни Велик. кажете ова рекичка што ја гледаме са, која е ова река? Ова рекичка е од Гопеши, ја викаме Гопешка река. Гопешка река, Да. се влива, значи и Се таа влива во е, езеро, го формира езерото. Еве во езерото Добро, пред нас. Шемница, Шемница од таа страна, потеклото му е од
Лера, од Доленци, од Ѓавато водата, од Српци, а ја викаме ние Шемница. Шемница. Добро, а друга река во езерото? Друга река имат од Метимир, Метимирска Од Метимир. река, Добро, да. селото Метимир тука кај се наоѓа? Десно, од тука десно се наоѓа 1 километар, толку е. Добро. И каде се сега жителите преселени? Населени сне 81 година. Добро, каде рековме, каде ви е Во населбата Брусничка, 22 април, број 6. Колку куќи таму има? 27. 27 куќи. Да. Значи, овде, кога доаѓате си ги гледате, да речем, куќите во вода, се гледа? Овде вака доаѓаме ние за Ѓурѓев ден, ава Свети Ѓорѓија за Ѓурѓев ден, за Дувов ден, за Богородица некој, кој како може така ќе дојде татко ми тука. Закопан му палам свеќа, другите сидат, мајка, дедовци, предедовци имат, му палиме свеќа. Ова едно 20 метра догоре и татко ми беше гробот во вода. Ево сега нема вода. Значи овде езерото сега е малку повлечено, иначе докаде до кај Давот. паѓа? До Давот. До паѓа. гробишта горе изнад пат. И овие гробиштата остануваат во вода. Во вода. Ај уште нешто вака да ни кажете за селото. Што да ви кажам за селото? Селото ви кажам сите како се дошлаци сите, чолевци, па после се дојдени кочовци, крклини кога запалиле се преселиле тука. Така. Наумчевци се дојдени од Обедник, преселени. Котевци се дојдени од Срежево. Ние Танчевци, Петевци, Ѓорчевци сме избегани од Дебар. Од Дебар се тука дојдени. Значи, сега вака, значи, од повеќе места, значи, Од во селото повеќе имаш. Сега, сите се доселеници. тука вдолж езерото беше селото, тука се куќите, значи, Тука се од оваа страна овие ова куќите страна, на подрачјето на Метимирска река. така. Гопешката река е под село долу се. И тогаш како одевте за град, за Битол, кај ви беше пат? Па тука кај се гледат позади ова тумбата и на Лера. Па тука имаме Преку Лера. преку Лера има 6 километри. 6 километри до Лера е, ти се и од Лера оттасна. пати зима. А Стрежево е овде Стрежево зад речето. од Каршија преку. Таму има, не се пресели селото, остана е некој. А, Се пресели, ама има некој што живее таму. Куќите му и платија, ама остана, не му и турна. Не му и И турна. дадол на лицитација, никој не иземаше. Аха. И си остана куќите и сега кои се И таму има способни. и црква и манастир има и таму. Има. Манастирот Свети Јован горе, а црквата е долу. Иван. Така, Иван ден. И сега, значи, вас единствено ве поврзува спомено за вашите мртвите, Да. за гробиштата За и ова гробиштата и црква. црквата да не забаталиме, да оставиме, нема смисла са цркви нови се градат, Така. постоеќе да крсте, што ќе биде таа гробовите кои ватиме. Како што била манастир, па ќе биде манастир, ако нема гробишта. Ајде малку да прошетаме, да направиме некој обид, ако може преку низ водата да надзриме во тие куќи ако се гледаат и Еве овде и мечка има врвена, ево траѓите се познават. Дали порибило, дали нешто барало, ево ја. Еве, дотаму имат врвени. добро има мечки са тука в шума или по рибите? Има. По риби, по. По риби. барат Овие барат. некои дапчиња гледам исечени се од кога се тие? Тие се сечени од 14-та година од Првата светска војна. Само Овој труп, тој труп таму се тој. тие се се остане. останати. Он дел ни е двете железа, Двете желези се капијата од црквата. Од портата значи од црквата. И портата ја нема, ја дигна некој. Нема порта, ништо нема. Дигна. тука. Се иселиме и се исчезна тука. Камбанаријата настрана ви беше од црквата и сега во вода е, така? Не е во вода. Не е во вода? Не е во вода, ма падната ето ти е вати водата и падна долу. И ќе можеме тоа да го видиме? Може би ќе одиме Ај, таму. ај, Не сме се остега. нека снимате, нека снима.
шетаме вака, мене веќе ми е жал во душата што се века солзи вас не видат, како се чувствувате? Абе, како се чувствуваме, никако се чувствуваме. Кај се си роден, грудката, кај се е роден човек кој е саката, мајте што да правиме кој нема пат код кај да дојме навреме да си дојме, земја ни остаја, да земја детска пензија, пат не остаја и такви работи, нечесни работи направи. Од ова кај што е езерото сега живеете вие, Кај што е така? езерото, тука ни беше цело богатство, и лозја, и ливајде, и бавчи, и графи, и компир, се тука Добро, инвестираме. али, ама мислам тука прогресот, прогресот беше користа 60%. од водата е Од голема, вода, на да, некој и- начин вие сте жртва, меѓутоа жалосно е што не ви е овозможено на Да. некој начин да си доаѓате почесто, Во тој случај, да тоа се е тука. подсетувате на тоа минато. Кај ви беше ваш куќата? Ајде малку опишете, онда е на чешма има. Еве, Онда е чешма. А чија е таа чешма? Чешмата е, ние се викаме на селбата Петревци, Танчевци, и колега Танчевци, и Ѓоршевци, и една чешмата, гледате, куќите тука, од неја пиеме вода, водата идеше од одзгора. Таа е изворска вода. Така. Изворска вода. И се не му однесуваме и на другиот Петре се викаше, му однесува вода се зеде тој. Тоа не беше тука живење, тука свадби, тука крштеви, тука се. Училиште? Училиштето него, тука, кај погребите. Сега. Значи има некој остаток. Вие велите ти солзи не родиме. Срце ни плачи. Немаше да правиме. Што да правиме тоа? Не пресели ја, и само ги гледаме камењето и куќите наши во вода. Тоа е. Така. Да збораме џаве. Така. Џаве, ќе збораме камењето и гледаме. Куќата моја, она е, што се гледа најгоре камењето. Таму сум роден. Тука сум се родил, од тука војска ојдов, се вратив, сите така, се мажиме, крштевки, се жениме, сега гледаме водата, ова беше поле, од тука се радеме, житарица, бавчи, јаболка, се имаше. Сега Добро, каква потреба имате сега да ви се направи тука, да ви се направи? Што чувствувате? Ние Што се чувствуваме- организирани сте вака Да. како жители преостанати? 5-6 души се организираме, црквата е направиме ние, варосаме, чатијата кладоме се и сега сакаме пат да ни направат, како прво за да седиме тука да му палиме свеќи на нашите дедовци предовци. Онако да го направиме, да има И престој кај да дојде и да Гробиштата, така е речено, Да се гробиштата да се иселат во Битола. Велја зид ќе клајме вода да не во гробиштата, ништо не сврши работа, џабе то. Иначе сега да имаше вода, ние во вода ќе Во вода бевме ќе- овде. еве, Значи добро, водата е да. тука до дрвата. Уште 6 метра погоре надос водата била. Тоа е местото на камбаната, највисока кота беше таа тука. И А та- тука долу што имаше нешто друго? Имаше на скривница од Првата светска војна. светска војна? Една околу 40 квадрати беше. Сега и та во вода е малце, ќе видиме дали се гледа. Да нема некој злато да... Нема, имам легла на натре. Злато е сега водата за населението, тоа е тоа. За Пелагонија, за Стрешево, ама. Добро, не ви прави вака задоволство што сте пак на некој начин вие бевте жртва за цел град да има вода. Абе Баш задоволство. јас и се радувам, кога ни рече Цветкоси дека така е работата, и сите 23 души што беме во работнички совет бевме за. Али сега ме мачи, еве ова што нема пат да си доаѓа. И сега знам, тоа веќе било поминало, тоа е интерес на државата на сите. Така. Ако не беше ова, што ќе беме ние за вода? Треба сите да одат во дио да му запара свеќе на Цветкоси за ова што го направи. Ова е дел на Цветкоси. Јас му го дојсов сапунџија да би на парите на инвестициите за не тие да и троша како што сакаат. Куќите ги нема, Нема. црквата останата, ајде да одиме Црквата е- уште неш кај Свети Ѓорѓи. И од таму да си заминиме. Па ќе снимиме нешто и кај што ви е на селбата. Црквата ќе не влечи да идеме на Гробовите, да му палиме свеќа на дедовци, татковците, мајки има тука секој. така. Али тие ништо се обеќа, дури изедо парите го направија зерото, а пат не направија и гробоите не ги селија. Колче не пато. Тоа е. 97 Колче не преку, пато. преку владиката организираме, го исколчија покрај езеро. Така. Со вика дека немат пари. Сама шумата да се исечи, кај ќе биде патот, Да се Патот е експлоатира. готов. Така. Мора да се направи патот и гробиштата да се Патот, преселат
Еве времето некако не послужи, Сорчево ни дојде за на крај. Ни поможи денот, Свети Ѓорѓија не пази, видиш как ви реков. Так, Светецо ни не чуват. так. Живееве тука 400 души појки имаш. Немаше ни кавга, ни расправија тука си за душница, за сите работи се. Немаме Тука, никакви печеме проблеми, сука, јагнија, колеме, Колеме за Ѓурѓевден, за Дувовден. Тука ручаме цело село. Раќија си донесовте, да се Раќија си напиеме за донесовте, душа да. на умрените. Да се напиеме за душа на умрените, И за здраве на живите. Така. Малце и да туриме. Тури малце. Турим поќе има. Дедо Веле од празно не пиеше никако. Празно не. Нека му е вечна слава. Ајде. Бог да ги прости Бог да умрените, ги да се прости. здрави и живи, живите. Ете така. Нека се добија. И сега си бегаме назад, значи сега ќе одиме обедник, така? Обедник. Откај што дедо? Обедник, пато за Смилево и Не. Одиме обедник Добро? Обедни и до. Утово, Утово? кај Чагор горе, десно Битола. И пато тоа што се дели лево за Смилево, така? И по Демерхисарскиот пат Да. се враќаме назад. Да. Ај, со среќа да ни биде. Ова е новото село Смињишта, односно во Брусничко-Лавчанскиот реон, во овие два реда се преселени луѓето што некогаш живеа во тоа село, а наш соговорник е Методија Танчевски, така да речам еден и од иницијаторите за да ја снимиме ова емисија. Ние бевме во селото, некогашното ваше село, меѓутоа како е овде да ни кажете живеачката на некогашните жители? Па види сега вака, живеачката овде му е многу потешка него в село што беше. Али пак селото мораше да се сели поради езерото. Езерото се знае дека е благодет за цела околија. И тоа е неисцрпливо богатство, нели? А селаниве, таму ќе му беше животот многу поубав, помирен, посложно и ќе имаја многу поќе него овде. Овде ќе една грешка ја направи системот, што не ги вработи ниеден од свиништа во системот, сите беа вработени во другите фирми, ликвидираја и луѓето ќе останаа на улица. Никој не е вработен поќе, сите се дома. Така, в село си има Село, живеачка, некоја си да, работи. в село на си имаја нивчиња, сите нивчиња, градинчиња, сетото, али мораше тоа да се направи тогаш и поубаво што се направи, али да се омогучеше малце од малце за луѓево идеја за да можат да живеат. Тоа не се могуче. Од кој прилики не знаем. Колку куќи иначе овде се Овде ќе се направени? 32 куќи. Така. 32 куќи, сите си се тука, си живеат и не му е лошо многу, али не му е ни добро. Се чувствувате ли дека е село овде или не, веќе сте во град? Се чувствуваме како село. Право село. Отие сме одделени од градот малце горе и така да имаме и селски живот и градски. И градот ни е приступачен, а и како село. Конечно, вие како целосно и да не сте преселени, затоа што таму ви остана црквата, копнежите по селото. Што мислите вие дека е необходно да ви се направи во тоа село таму, во тие огништа некогаш кај што ви било, за сепак да не ја чувствувате толку таа тешкотија што го загубивте селото? За црквата ние побаруваме уште од 86 година. Дојдоја од Скопје, од сите организации дојдоја. И од сите имаме одобрение пат да се направи и да се заштитат гробоите или да се села гробоите. Меѓутоа, толку ќе дојдеше само до системот Стрежево, од кои причини се затајуваше.
До ден денес се затајуваше. Некогаш со жителите од Стрежево имавте контакти? Да, од Стрежево имавме контакти, имавме побарување заедничко. И не ни одговорија на то побарување од системот Стрежево. А од кој причини и то не знаеме, не ни одговори. Сега како ви се контактите со ними? Тие Со тука имат ними- некои куќи, мислам. Со ними имаме контакти поново со Стрежево, а и со системот имаме контакт и сега треба најбрзо да одиме побарување и до градоначалникот да не повикат, а и до системот Стрежево. Ако доколку не повикат, ќе мораме да бараме и по судски пат за патот да ни се направи и то да ни се уреди. Надеж за тоа имате. Имаме надеж, имаме значи од сите одобренија така да кон нас е страната за патот и за гробоите. Еве и овде црква има, а село нема. Кое било некогаш тука ова село? Ова пред многу години од турците више ми селото било иселено и остана црквата. А ние досега се бориме да го уградиме и успеевме да додеме до ова. Иначе селото е? Селото се вика овдека местото Смолево. Добро, а црквата? Црквата Свети Атанас. Добро, вие представете се. Јас сум Темелко Ѓорđиевиќ од село Лавци. Колку години се грижите за Од црквата 90 со оглед на тоа дека веќе Од селото одамна го нема? 92 година до сега сум тука стален и се борам да го изградам што можам повеќе со народот. Помагаа сите и од селото Лавци го пречатисавме, сето го направивме како што треба. Сега натекне уредено е, имаме доста посетители. Добро. Вака, малку да опишеме са каде се наоѓаме. Некаде сме меѓу Лавци и Буково, така? Да, меѓу Лавци и Буково. Колку имаме до Лавци, а колку до Буково? Ами истата далечина е од тука до Буково и до Лавци. Колку? Едно 3 километра. 3 километра. А какви информации имате некогаш за ова село? Колку куќи имало то? Како се селиле? Каде заминале? Кој што слушнав јаска, од дедо ми, од баба ми што ми кажва и мајка ми, овдека имало околу 500 на куќи, од 30 до 50 куќи, фамилии. И кога дојде за селенувањето, си селија некој во Буково ти доја, некој во Лавци имаше иселено, некој во Битола и некој во странство се заминаја. Бидејќи јас тука близко сум во овој крај до Арнут Мале, значи овде од болницата за Тебеца што беше се одеше нагоре, односно сега од студентскиот дом има Да. пат. И сум информиран дека до пред некоја година се познаваа и остатоци имаше од куќите. Зидини имаше, така. Тоа време, многу помина време, веќе заравнето е сето. Значи селото го нема, ама црквата остана. Црквата се грижиме и да остане, дури сме живи ние во Лавци. Така е. Значи лавчани се грижат за Да, така? лавчани се грижат за ними. Добро, денот кога е? Денот на е на 31. 31 јануар и на 15 мај. Црквата има некој време, ја возобновувате, камбанарија имате изградено. Сега изградиме камбанаријата ново, имаме донатор од Австралија,
Бабанговски Пандо. Тој Лавчанец се изгради црквата, тој и камбаната исто е направи тој. Ние бевме во стек да правиме, али тој дојде и те направи рјасче прам и ние му дозволивме и тој да Главно направи. таа е заштитена. Заштитена е сета, ќе оградата, можеме сета, да влеземе. црквата е оградена со жица наоколу сета, чешма имаме внатре, с вода донесено, Местото се користи како излетничко место, Излетничко доаѓаат скоро секој ден, и така? да секој ден скоро има тука луѓе, недели, празници, мајо, за мајо имаме доста посетители овде. Друго што ви е во план нешто да изградите? Изградуваме сега, мислиме да изправиме еден конак, да ги прибериме повеќе луѓето. Так. Оти немаме конак, тоа што можеме сега се бориме да направиме еден конак. Има некоја историја поврзана со некоја икона, ќе може и да ни ја кажете? Има икона од човекот од Лавци, кој беше пастир, кој ги палеа иконите, тој е зе иконата, се скри и занесе дома, кај него. И после тоа му остане аманет на синот, негов, да ја чува иконата. Ако се обнови црквата, да се врати назад иконата. И човекот ни ја врате назад. И ја имам сега во таа едина икона Сега си се наоѓа на тоа место. на тоа место. Добро, тука блиску минува и пат француски обеше. Да, има Тој од тука. Првата светска војна. Од Првата светска војна, која не знам да ти кажам тачно јаска, али пато го памтам и јас како дете, по него и баба ми ме носеше овдека, турнато на камења беше еднаш се турна црквичето, тука пале свеќа на камењата, па ете успеа после пак да го доправат и истина сега одиме за напред. Така. Добро, ај ќе може малку да влеземе сега и во црквата. Ајде ќе влезем погодете. икона што рековте дека била изгорена? Да, ова икона е донесена од Павле, оставена на син му Борис, се вика син му, тој ми е донесе овде. Так. Ова истата икона. Еве го и зна колку што е горена од огно која спаси. Еве кај изгорена и таа икона остана тука само едина од иконите. Добро, сега доста има и други Ови се направени. од кои се мислам напишани? Сега се написани, имаме од Благој, имаме од овој ми Никола Бурникот, Никола на Виолета на Томас Виолета и Крнчев. Томаска, да. А овде Ова е, Светецо од Бурникот, така? да, од Бурникот направено. Доста е уредено и во внатрешноста и други. Имаме и друг ми Лупчо од Ротино, тој направи дека овие фрески што има со помали цени, ние баравме кој е поевтино да се направи. Некогаш светло имаше, сега не го нема? Светлото сега ни е украдена, жицата 200 метра ни е украдена и немаме 2 месеци струја. Иначе натре светло беше. Да, осветлено беше сето тоа.
Добро, тоа е, значи, еве уште еден ангажман за да се ангажирате околу на тамошното, да речам, екзистирање на овој манастир. Се бориме за светото да го направиме. Еве, додека ја снимаме емисијата, дојда неколку посетители, меѓутоа и вие представете ни се. Јас сум Живко Наумовски. Често пати тука доаѓате? Да, редовно, скоро во викендите. Инаку кај седите во градот? Геневалиот пазар. Дури од таму редовно идите? Да. И што ве привлекува кон ова место? Па рекреација, природата, увањето, манастирот тука, водата. Така. Дали знаете дека некој село тука беше? Не знам. Не сте информирани? Не. А местото како се вика? Ова е свеќата на Смолево. Смолево, Да. така се викало и На село. Смолево, да. Не ви е познато дека било село некој? Не знам дека село има. Емисијата Цркви има, села нема, ја концептиравме за емитување некаде пред Нова година, меѓутоа некако времето ни се издолжи и еве сега имаме прилика токму во Смолево да присуствуваме на денот на манастирот или на црквата Свети Атанаси. Па како изминува вчерашниот и денешниот ден? Вчерашниот ден многу убаво изгледа и денешниот ден сме многу благодарни од посетителите и од Стелолапци и од Битолско колија. Ние сме доста благодарни со ова и понатаму да го диш се поубаво и поубаво. Сега започна еве да доаѓаат луѓе, како очекувате гости, колку гости очекувате, кога би било таа најцентрална прослава, така да речам, највеселба? Највеселата прослава ни е кај нас летниот период, тогаш имаме повеќе посетители, али зимниот пославо. Сега денеска е времето многу убаво и се надеваме дека имаме доста посетители. Така, вие сте еден од постарите жители на село Лавци. Се сеќавате ли дека тука село имаше некогаш? Се сеќам, знам дека постојал некој последен човек што бил Стево Смолеецо, го вика. Сега има ќерка, една работи во болницата, као медицинска сестра е. Работи таму. Како се вика, таа не знам. До која година имаше село овде? Па и тоа пак не знам, јас сум од поодмасни идеме што не знам до кога имаше, ама не памтам дека луѓе живеат, а седеле овде куќи да сум знаел. А иначе беше селско, потоа војската ни го зеде, црквата е растурија цела. Се обнови, И после селото само е обнове со работа селска, наша, сите. Работаме кој 10-20 дена, некои со месеци работеме тука. Работа е така да дојди до овој степен, ама пак со помош на предпријатија од директори, од едно друго дава кој бетон, кој железо, кој едно, кој друго. Помага многу. Во таа работа, во тоа помагање не се само лавчани вклучени, туку не сме само ние. И битолчани, еден е Старчин. Јас сум Лјупчо Страјковски, кој овде сум постојано на овој терен, на оваа црква.
многу помагам за народот да се доизгради, да се направи како се планираме некој објект конак, да го изградиме со помош на сите, на цел народ и тој ќе види за народот. Да. Кај би се градил? Конакот ќе се гради негде лоцирање во круго на црквата спроти чешмата. Да. Не се представите? Јас сум Ѓорѓи Бабамовски од Лавци. Еден од оние посетители на овој манастир што има и финансиски помогнато е Јове Димитровски. Јас сум еден од многуте што ова манастирче го има помогнато, може не толку многу, али сепак нешто придонесев и со работа и со донирано, затоа што многу му значи на граѓаните на Битола ова манастирче. Не само ними и на планинарите и кои што сака да рекреира и сите тие работи. Затоа решивме на ова манастирче да му дајме еден поголем белек, а тој белек ќе види оваа година сегаш ќе направиме еден конак. Голем, 14 метра долг, широк 7 метра. Ќе направиме и ќе осветиме еден крст, така да можат и граѓаните да гледат од секаде и да ги привлечиме колку што може повеќе. Овде се дружиме, живееме добро, го сакаме ова место, а и манастирчето многу го сакаме. Колку често доаѓате овде? Па јас неделно доаѓам може 4 пати. Така ми е една рекреација. Од тука идам, се враќам преку Тумбекафе, али обавезно сабот или недел еден ден обавезно идам и со поголемо друштво. Меѓу посетителите денес е и Соти Стојановски, пензиониран професор по географија, кој што имам прилика често пати да го гледам како доаѓа овде. На колку време доаѓа? Па речиси секој втор ден. Така? И не само што и доаѓам на среш и чисува воздуха, ми си леам вода од тука. Добро. Мислам, од резерваро и од ова чешма. За многу битолчани, али пошироко сте познати како професор кој што има издавани учебници по географија и метеоролог кој што со години ја следи временската ситуација. Дали имавте предвидено дека вакво време ќе имаме во овој период од годината? За жал не предвидив вакво време, дури од кога сум роден до сега. Меѓутоа, можев да предвидам само по макавеите. Тоа се денови кои се проучваат од 14 август до 26 август. Како ќе биде секој ден, тогаш и секој месец ќе биде такво времето. За жал, од покривите што се направени на куќите, не можев да го гледам целото поднебје. Така, дали врз база на тоа вие прогнозирате или користите некоја литература? Користев и голема богата литература, метеорологија, климатологија исто така и
и то, двете. Каков период натаму ќе имаме? Натаму ќе имаме брнежи период, а не верувам да зафати некој како што ги паметам јас сега. Добро, еве овде во друштво со него е и Михајло Тромбев, поранешен управник и директор, не сака многу за тоа да зборуваме. Минало време. Сегашноста е важна. Така, има доста корени оставено и во ова манастирче, а или во Неолица, еден од градителите на Неолица, така? Точно е тоа. Кога градевме друго време беше, ама го изградивме со помош на многу љубители на планината и со помош на битолското стопанство, тоа мора да се каже. Па, фала Богу, остана таму, сега помладите одат. Ние со тирката овде си одиме тука на кратки релации, ама ова место нас не е доктор. Овде ни е терапијата, овде ни е доктор, све. Сакаме природата, планината, зијан не му правиме на никој. Тоа е. Препорака за младите љубители на природата, за планинари. Абе, секој дава препорака, еве и јас да дам, ама некако не слушаат. Поќе се затвора во тие кафичите, со цигарите, со алкохоло и да извам капата, се прекрстам, с краја да е и со тоа белио прав, што прат многу лоша работа. Овде да идат. Али треба да клај малце рака и државата, да створи услови, таму кај што треба некој пат да се направи, таму кај што треба превоз да се обезбеди, да се направат хижи, што и викавме на времето, некои куќарки, некои така склоништа за невреме и да се створи практично корзо овде, корзо, на Битола овде ки манастир, корзо треба да му биде. Не само за Свети Атанасија Велики, секој ден. Нешто вие за селото што постоело се сеќавате, ви раскажувале? Јас имам слушано за тоа, ама не можам да се сетам, многу мал бев. Едино знам од татко ми кој ми кажеше и покасно постари луѓе и планинари, еднаш со покојниот Борис Алтипрмак, тука бевме дојдени и ни го покажа Вио Игнација патот, го пратевме, гледавме скроз ваму долу, па спомени се отворија. Се што се збора за природата е убо. Нема поубо од тоа.